МВР загуби четворица искусни професионални вработени во хеликоптерската единица со над 35 години работен стаж и безброј часови летање во секакви услови во несреќата која што се случи синоќа во Струмица. Дозволете ми во оваа прилика да го изразам моето најдлабоко сочувство до семејствата на починатите Драги Мицев, роден 69-та година во Струмица, началник, пилот на хеликоптерската единица со работен стаж од 34 години. Маријан Трајковик, роден 1967 година во Куманово, пилот, капетан со работен стаж од 37 години. Тоде Орешков, роден 1970 година во Рожден Кавадарци, воздухопловен инспектор за лиценцирање на воздухопловен персонал, пилот со работен стаж од 36 години. Илјо Мопатички, роден 1968 година во Битола, командир, пилот со работен стаж од 36 години. Хеликоптерот се урна синоќа околу 22 часот, а според првичните информации удрил во предавател на МРТ. Четворицата колеги синоќа ги загубија животите во трагична несреќа, што се случи околу 22 часот во близина на Струмица. Според првичните информации, за време на ноќниот тренажен лет, хеликоптерот со кој управувале удрил во антенски столб на македонската радиодифузија висок 120 метри. Станува збор за хеликоптер од типот Ми-17В5 со регистарски ознаки МАП 7712 во сопственост на МВР на Република Македонија. Релацијата на која летал хеликоптерот е Скопје, Кавадарци, Валандово, Струмица, Берово, Делчево и обратно. Истиот е редовно сервисиран и во текот на летот, во кој е користена и опрема за ноќна визуализација, пилотите не се пожалиле на никакви проблеми. Веднаш по несреќата се преземени мерки за обезбедување на местото и од страна на МВР е формирана комисија за спроведување на истрага за несреќата на полицискиот хеликоптер, составен од експерти од различни области со цел утврдување на причините за истата и информирање основниот јавен обвинител од Струмица кој го спроведува истиот. Во овој момент се уште е во тек обезбедување на траги од лице место врз основа на кои со криминалистичко-техничко вештачење и обезбедување на соодветните докази ќе се разјаснат деталните причини поради кои настанала несреќата. При увидот на лице место досега се пронајдени и двете црни кутии, пронајден е уредот за покажување на правецот на летот и тие ќе бидат подложени на натамошна експертиза и вештачење. Согласно меѓународните воздухопловни процедури, ја известивме и земјата на производство и конструкцијското биро на хеликоптерот. Според министерката за внатрешни работи Јанкуловска, тие беа и ќе останат пример како се сака својата земја и како се работи во полза на граѓаните.